би сакал да известам за заклучоците на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН, кој што вечерва одржа редовна седница. Централниот комитет вечерва ги разгледа и ги потврди заклучоците донесени на вчерашната седница на извршниот комитет, за кој што информира вчера, а кратко се однесуваат на веќе познатите три точки. Тоа е разрешување на јавниот обвинител и избор на јавен обвинител на предлог на опозицијата со цел истражување и процесирање на сите нерегуларности кои што се случија пред, за време на референдумскиот ден и по референдумот. Формирање на анкетна комисија во собранието составена од пратеници која што треба да ги истражи сите нерегуларности и да ги процесира до соодветните органи и почитување на законот за влада и за избори со цел доколку има избори да се формира влада по пржински модел со мандат од 100 дена. Централниот комитет вечерва донесе заклучок итно општинските комитети да формираат општински изборни штабови кои што ќе функционираат до завршувањето на претседателските избори. Централниот комитет детално ги анализираше нерегуларностите во одредени општини каде што над 50.000 гласови беа злоупотребени во текот на референдумскиот ден, односно имаше грубо полнење на кутии, како и сите притисоци кои што се случија пред референдумскиот ден и сите континуирани притисоци кои што се случуваат по референдумскиот ден. Скоро сите претседатели на општински комитети информираја дека голем број граѓани кои што не излегле на референдумот или има сознание дека излегле ама гласале против, се разместени од своите работни места, надвор од законот за јавна администрација и се бркани од работа од приватните компании. Повторно порачуваме до раководителите во институциите кои што се нарекуваат јавна администрација да работат согласно закон затоа што се документираме и соодветно ќе го процесираме, а до собствениците на приватни фирми да се грижат за собствената работа и за правење профит, а не за терање политика. Понатака, според наблюдувачите се случи грубо и насилно фалсификување на волјата на граѓаните. И тоа резултираше со незапаметен грабеж досега и затоа Централниот комитет ја потврди одлуката дека не го признава резултатот на референдумот затоа што истиот го рачуна за груб фалсификат. Од тие причини ВМРО-ДПМН во текот на утрешниот ден ќе поднесе кривична пријава до јавното обвинителство против повеќе од 200 лица. Станува збор за председатели, заменици председатели, членови и заменици членови на избирачки одбори на избирачките места во општините Струга, Центар Жупа, Кичево, Желино, Боговиње, Пласница и Сарај. Повторувам, Струга, Центар Жупа, Кичево, Желино, Боговиње, Пласница и Сарај. Кон овие лица ќе бидат поднесени и кривични пријави кон службени лица од Министерството за внатрешни работи кои несовесно ја обавувале со службената дејност за која што се овластени пред, на денот на референдум и по референдумот. Против сите овие лица натовар им се ставаат 6 кривични дела. И тоа: злоупотреба на службена положба и овластување, несовесно работење во службата, злоупотреба на избирачко право, избор на измама, фалсификување и уништување на деловни книги и повреда на тајноста на гласањето. Сите овие кривични дела ги виде целокупната јавност, само не ги виде јавното обвинителство на Република Македонија и надлежниот јавен обвинител. И токму тоа е причината зошто бараме разрешување на јавниот обвинител и избор на јавен обвинител на предлог на опозицијата кој што треба да се позанимава со процесирање на сите нерегуларности кои што се случија на референдумскиот ден. Тоа ќе биде гаранција дека на евентуалните предвремени парламентарни избори, како и на следните претседателски избори, нема да бидеме сведоци на уште една ваква кражба и груб фалсификат. Од тука ВМРО-ДПМН ги повикува сите граѓани да се обединат кон праведноста и заштитата на државните и национални интереси, како и кон ставање на конечен крај на оваа последна гарнитура политичари од транзицијата која предводат СДСМ и владата на Република Македонија. Повикуваме на обединување на македонските граѓани, конурување на погрешните политики на Заев, Димитров, Шеќеринска и останатите кои ја водат Македонија назад. Потребно е широко наборно обединување со цел заштита на Македонија и издигнување на државата. Благодарам.